Дел од ски патеките на Попова шапка се израмнети, поставен е новиот електронски систем за наплата за ски лифтовите кои се реконструирани и подготвени за оваа зима. Сите предуслови за почеток на ски сезоната ги има, но истата официјално не е започната. Најупорните со скии се качуваат пеш на дел од патеките каде има и доволно снег за скијање. Mi smo inače iz Gostivara, ali živimo u Hrvatskoj. Moj rođak je tu koji je iz Italije, mi smo bili prošle godine tu na skijanje i evo dolazimo opet. Mi smo zadovoljni sa uvjetima koje nam pružaju, za cijenu koju nam pružaju. Mogla bi žičara da malo ranije krene iz razloga jer smo došli izvani pa da se malo iskoristimo tu gužvu, ali sve u svemu smo zadovoljni. Znači očekujete da rabota porano? Pa mislim da je vrijeme. Danas je 26. Znači da je vrijeme da snijega ima dovoljno. Nije možda za profesionalce, ali za nas koji možda malo manje znamo je uredno i dovoljno. Од раководството на Попова шапка најавува дека најверојатно викендов ќе стартува новата ски сезона. Ако паднат дополнителни сантиметри снег, се очекува да работат сите ски лифтови и жичници. Во спротивно во погон ќе бидат пуштени само неколку. Шестоседот на скијачкиот центар Попова шапка се уште не е целосно изграден, иако од раководството на Елем Турс истакнаа дека до крајот на годинава сите градежни активности ќе завршат. Отаму не се откажуваат. Велат дека во текот на јануари оваа жичница ќе биде пуштена во употреба. Се очекува да се постави сајлата и да се изврши само технички прием. Како и секоја година, и оваа година ја започнуваме новата сезона со новогодишните и божичните празници. Хотелските капацитети на Попова шапка при Елем Турс Скопје поддржница Попова шапка, хотелот Славија и хотелот Попова шапка се исполнети сите капацитети за новогодишните празници. Јануари исто имаме организирани групи кои можеме да кажеме дека во февруари, за февруари има поголем интерес од странските туристи, односно од Република Србија, Република Албанија и Република Косово. Се трудиме што поадекватно да ги пречекаме сите туристи, сите гости да бидат задоволни во нашите хотели, да се осеќаат како да се дома, на стазите да бидат исто нашиот персонал да биде гостопримлив, да ги прифати како треба. Во функција се сите жичници, сем шестоседот кои се трудиме во понатамошниот период, се надеваме до крајот на јануари и тој да профункционира. Хотелерите велат дека Попова шапка секоја година досни со официјалниот старт на ски сезоната, а старите проблеми на центарот како немање инсталација за вештачки снег, паркинг и гужви пред ски лифтовите и оваа година ќе бидат присутни. Секогаш е кој прв. И кај нас ние се научивме секогаш последни, затоа не е многу интересантно, но ни значи многу. Ама без вештачки снег тоа не може да се отвара. Што друго недостасува за тоа? Па знаете вие, секогаш исто, ништо не е променато. Судбината на Попова шапка со која стопанисува државната компанија Елем Турс подолг период е неизвестна. Минатата влада најави милионски капитални инвестиции за развој на центарот. Од сето тоа започна да се гради само шестоседот, кој по неколку години не е завршен. Сегашната власт пак најави дека најдобро е Попова шапка да се даде под концесија, како што тоа го прават повеќе ски центри. За таа цел истакна дека ќе објава тендер за избор на консултант за проценка на центарот, односно постапка која води до нејзина продажба. Но за сега новата влада не дава никакви конкретни информации дали е завршена таа постапка и какви планови има со Попова шапка. Полициски службеници на секторот за внатрешни работи Тетово, полициско оделение Галате, денеска од 1 до 3 часот спровеле акцијска контрола во угостителски објект собственост на жител на Неготино Полошко. При контролата во објектот биле затекнати 19 женски лица на возраст од 21 до 37 години, кои како пејачки и танчерки ги забавувале гостите. Тие се лишени од слобода и задржани во полициската станица Гостивар за расчистување на случајот. Покрај нив лишене од слобода и собственикот на објектот, како и две лица на возраст од 32 и 36 години од Неготино Полошко, кои ги попречувале полициските службеници во спроведувањето на акцијската контрола.
Вчера околу 14 часот и 40 минути на градскиот плоштад во Тетово, во непосредна близина на улицата Тодор Циповски Мерџан, приведен е 33 годишник од тетовското село Селце, кај кого се пронајдени одземени 13 кутии со вкупно 477 петарди. По приведувањето и задржувањето во полициската станица Тетово, против него ќе следува соодветен поднесок, информираат од СВР Тетово. Од полицијата информираат дека вчера околу 14 часот на улица Браќа Ѓиновски во Гостивар се само запалило во движење патничко возило Рено Канго со гостиварски регистерски таблици, сопственост и управувано 37 годишник од Гостиварско Орќуше. Огнот пламнал во моторот и го оштетил предниот дел од возилото. За среќа нема повредени лица, со интервенција на гостиварските пожарникари. Целосно е локализиран. Извршен е увид и се утврдува причината за опожарувањето на возилото. Јавната установа Меѓуопштински центар за социјална работа Тетово ги информира корисниците на правото на социјална парична помош дека до 28 јануари 2019 година ќе се спроведе годишната обнова на документацијата за материјалната и бројната состојба на домаќинствата. Воедно се информираат корисниците дека е потребно во определениот рок за годишна обнова да бидат присутни сите полнолетни членови во домаќинството со важечка лична карта на увид. Доколку има промена кај домаќинството, да се приложи и пресуда за развод на брак, пресуда за определена законска издршка и потврда за редовен студент. Исто така, независно од годишната обнова, носителите на правото во периодот од 1.1. до 15.1.2019 се должни да ја потврдат состојбата на месечните приходи за себе и за членовите на своето семејство, информираат од Меѓуопштинскиот центар за социјална работа Тетово. Преку разни спортски и културни активности на младата популација во Гостивар ќе се развива духот на толеранцијата, ќе се поттикнува соработка и поврзување на децата од различни етникуми, како и градење на мирен соживот. Ова се дел од целите на проектот јакнење на отпорноста на локалните заедници против насилен екстремизам во Македонија, во кој Гостивар е вклучен како една од пилот општините, заедно со Кичево и Чаир. Во негови рамки денес беа организирани повеќе спортски надпревари низ училиштата, кои започнаа со турнир во шах. Денеска во основното училиште Гоце Делчев, како домаќин, се организира шаковски турнир како дел од проектот на јакнење на локалните заедници за издржливоста кон насилниот екстремизам во Македонија. Ова е само еден дел од низа на активности. Во исто време организираме и кошаркарски и фудбалски турнири во други основни училишта во Гостивар. Целта е кај младите да поттикнеме да унапредиме на некој начин социјалната кохезија и да го спречиме насилниот екстремизам и таква појава кај младите. Проектот е поддржан од британската амбасада и кралството на Холандија. Ќе се одржува во 3 пилот општини, во Гостивар, во Кичево и во Чаир, во Скопје. Планираме вакви спортски активности и културни активности. Секој месец ќе има различни активности и можно за младите да се вклучат во овие активности на некој начин и да ги надминеме тие тој мајндсет и можност, за жал, за приклучување кон такви некои несакани работи. За најдобрите ученици и тимови во денешните надпревари организаторите обезбедија пригодни награди. За училиштата пак беше донирана спортска опрема. Проектот кој го спроведува Центарот за заедничка основа од Скопје ќе трае во период од 2 години. Предвидено е формирање на работни групи од локалните институции кои ќе изработат акциски план со мерки и препораки. Дел од нив ќе бидат вметнати во Националната стратегија за борба против насилниот екстремизам.
Тетово е домаќин на 42-иот меѓународен меморијален турнир во одбојка Бранко Хаджилјовски Чајка. Годинава турнирот е во знакот на женската одбојка. Надпреварите се играат денес во салата на основното училиште Гоце Делчев во Тетово. Организатор е Одбојкарската федерација на Македонија и семејството Хаджилјовски, поддржан од Агенцијата за млади и спорт. Како директор на Агенцијата за млади и спорт и како Агенција за млади и спорт можам да истакнам дека како и лани, така и оваа година активно, целосно, континуирано го помагаме овој турнир кој што е во насока на промоција на одбојката, но генерално и на спортот во Република Македонија. Ова е турнир кој што датира од пред 42 години и ова е 42 пат традиционално да се организира овој турнир. Можам да истакнам дека и понатаму активно ќе ги поддржуваме сите вакви манифестации, но и секако сите активности кои што ги има и Одбојкарската федерација и сето она што е во насока на промоција на одбојката и на спортот во Република Македонија. Можам да истакнам дека на овој турнир ќе учествуваат 4 женски екипи: Рудар од Црна Гора, Работнички Скопје, Универзитетот Тетово и секако Бамикор од Тетово. Да ги поканам сите љубители на одбојката, спортските работници, одбојкарите, сегашни, бивши, идни, да дојдат да присуствуваат и со оваа убава манифестација се надеваме дека ќе затвориме оваа година успешно. Уште еднаш покана до сите залюбеници во одбојката, се надевам дека ќе уживаат во убави одбојкарски надпревари. Турнирот на Чајка е повеќе од одбојка, тоа е една историја на македонската одбојка. Знаете дека со Бранко Хаджилјовски некако и тргна одбојка во Македонија. Една голема историја, наш најтрадиционален турнир низ кој со години наназад стасувале играчи, тренери, спортски работници, сосема и судии. У задни 10 години добива меѓународен призвук овој турнир, благодарејќи на поддршката на Агенција за млади и спорт. Оваа година Одбојкарска федерација на Македонија се реши да акцент стави у годината кога се акцентира женскиот спорт да биде и овој женски турнир. Она што мене особено ме радува тоа да некако одбојкари оваа година завршуваме меѓународната програма, зборам за спортот у Македонија, значи денеска имаме меѓународен турнир во Тетово, на 30 сме во Скопје против репрезентацијата на Албанија, една најава за она што нас као Одбојкарска федерација не чека во јануари месец, тоа се тие два квалификацијски дуела против Унгарија и Украина во Калево на завршница на Европско првенство. Дали сте запознаени дека од 1 јануари стартува либерализацијата на пазарот на електрична енергија и што очекувате? Не знам дека ќе има либерализација и кои се поволности, не знам. Што е, како се уште не ми е јасно. Дека ќе идат повеќе компании ќе бидат во општица и така не знам уште. Дека во секоја држава нажалост има монопол во целиот свет. Сега би требало да се либерализира струјата. Ја мислам секој нешто што се предвидува, што се одлучува, ќе донесе добро на народот. Можда малце ќе поевтина, ако има либерализација, значи ќе има поевтинување, или ќе видиме. Овде хара тоа ЕВН и никој не може да го спречи никаква либерализација, народот се дере со струја. Струјата треба да е најмалку 3 пати поевтина него што е. Со либерализацијата би требало да се зголеми конкурентноста, ако се зголеми конкурентноста и нормално ќе се намали, ќе допринесе да се намали цената на електричната енергија. Во однос на цените што очекувате? Па не е нешто драстично, нити ќе се покачи, нити ќе се смали. Можда ќе се смали, јас очекувам дека ќе се смали. Тоа очекувам. А тоа за некои жути банки ќе биде, не ќе да се оптеретувам со тоа. Тоа ништо нема од тоа. Треба да се врати у државна собственост ЕВН, као што е било порано и државата социјално да интервенира со струјата, а не да се дере народ. Не треба цените да варираат 3, 4, 5%, тие да го копираат еден друг. Очекувам дека ќе има и покачување. Све се покачува, кога лепот се покачи, за другото не станува збор. Дали размислувате вие да го смените снабдувачот? За сега не би го менал, немам забелешки на досегашниот снабдувач. Меѓутоа, ако излезат нови снабдувачи со нормално со поевтина цена на електричната енергија, можда ќе го сменам.
Импровизирана експлозивна направа повредила полицаец кога утрово експлодирала пред црква во центарот на Атина. Експлозијата се случила пред црквата Агиос Дионисис во областа Колонаки околу 7 часот наутро. Полицаецот е префрлен во болница, а реонот е блокиран. Уредот бил поставен во метална кутија која ја открил вработен во црквата, која известил полицијата, според шефот на специјалните сили, Ставрос Мавруидакос. Бомбата го повредила полицаецот кој пристигнал да го испита пакетот на лицето и рацете и е префрлен во воена болница. Вработениот во црквата исто така претрпел помали повреди. Индонезија ја крена состојбата на готовност, стравувајќи од нова ерупција на вулканот Анак Кракатау и нареди авионите да избегнуваат таа област, неколку дена откако ерупција предизвика цунами, во кое загинаа најмалку 430 лица. Уништувањето на вулканскиот кратер во саботата предизвика бранови високи 5 метри кои удираа по бреговите на Сунскиот теснец меѓу островите Јава и Суматра. Властите предупредија дека кратерот на вулканот и понатаму е нестабилен, што го зголемува ризикот од ново рушење и цунами. Се стравува и од можна голема ерупција, па жителите се предупредени да се оддалечат од брегот. Повременото тресење и бучава од вулканот траат од јули, а вулканот е особено активен од неделата. Исфрла лава и камења, фрлајќи густ чад 3000 метри нагоре. Индонезиската геолошка агенција го зголеми степенот на готовност на втор највисок и постави безбедносна зона на 5 километри околу островите. Доналд Трамп и неговата сопруга Меланија ненајавено ги посетија американските војници во Ирак, што е негово прво доаѓање во воена зона, откако стана председател. Тие отпатуваа доцна на Божичната ноќ за да им се заблагодарат на трупите за нивната служба, успех и жртвување, соопшти Белата куќа. Откако беше силно критикуван за одлуката да ја повлече војската од Сирија, прогласувајќи пораз на исламската држава, Трамп нагласи дека засега нема такви планови за Ирак. Трамп планираше да го помине Божич во својот голф клуб на Флорида, но остана во Вашингтон поради делумното затворање на владата. Тој се задржа во Ирак 3 часа. Денес имавме сончево време со мала до умерена облачност. Дуваше слаб до умерен северозападен ветер. Утринските температури се движе од -6 до -2, а дневните од 0 до 3 степени. И утре не очекува стабилно и суво време со услови за појава на магла по одделни котлини. Утринските температури ќе се движат од -6 до -2, а дневните од 1 до 5 степени.